Песни, текстови и презентации изглабени на 70 страни ќе сведочат за Марија Магдалена Јанковска, девојчето од првата клупа во 7 оделение од основното училиште Симче Настески од Вратница, кој трагично го загуби животот минатата година. Денес во холот на училиштето, во присуство на незините роднини, соученици и наставници, беше промовирана книга со незини книжевни дела, фотографии и пораки од другарите. Дел од песните во солзи ги прочитаа незините соученици. Патронатот наш очекуваме со трагачи главно. Училиштето во кое учам јас, возможува смеа на сите. Изигра и радост и умилуваат луѓе. Училиштето наше многу нам значи. Со своето чувство за поезија, Марија Магдалена не задолжи секоја година на 12 април, денот на незиниот роден ден, да се собираме во ова училиште и да ја негуваме песната. Да се запознаеме со нови другарчиња од други училишта, да се дружиме, да прочитаме по некој убав стих. Тоа и го должиме. Тоа е нашиот долг кон неа. Ако во прекраткиот живот беше скромно девојче, тогаш во творештвото не се штетеше многу. Таа го распосла својот раскошен талент во над 20 песни и 10 текстови, кои може да ги прочитате во незината книга што ја промовираме денес. Тажнија горди што беше нивна ученичка. Незините наставници на неа се сеќаваа со најубави чувства. Ова незино дело е издадено да се бори против забот на времето и заборавот. Пресречна беше кога доби прва награда во библиотеката Светлина Итало Придобиште за својата песна Мојата мајка. Настанот беше организиран во вид на поетска работилница од мултиетнички карактер на тема мајка по повод 8 март. Бидејќи беше ограничен бројот на учесници, решив да изберам неколку членови од литературната секција кои посебно се истакнали и заслужили да учествуваат. Меѓу избраните беше и Магде, но доцна се сетих дека таа нема мајка и дека можеби тоа ќе биде болно за неа. Затоа издадовме поголема слобода на учениците за наставот на песната. Но Магде не се откажа. Ја напиша песната со многу силни чувства, исто како мајка и да е покрај. Тоа беше само неколку недели пред трагичниот настан, кој за секогаш не раздели од Магде. Иако физички не е помеѓу нас, таа за секогаш ќе остане во нашите срца, како насмеаното девојче од првата клупа. Таа беше ангел со човечки лик, од кого избира љубов, милост, добрина, кроткост, послушност, срдечност, ведрина, смеја. Сите вие други луѓе, кои ќе земете во раце оваа книга и ќе ги прочитате овие страници, ќе бидете градители на патот до вечноста на Марија Магдалена. Преку незините песни и текстови ќе допрете до незината душа, ќе се запознаете со незиниот лик. Секој читател ќе биде скала до незината бесмртност. Беше како пеперутка која слободно лета. Права убавица, токму кога убавината почна да ја кити и краси, замина. Завршува книгата за Марија Магдалена, девојчето од првата клупа во 7 оделение во училиштето во Вратница.